11 месеци затвор доби таткото кој влета на терен на надпреварот меѓу Брегалница и Шкупи и нападна двајца малолетни фудбалери од ФК Брегалница кои играа против неговиот син. Кривичниот судски совет од судот во Штип денеска го прогласи Авни Абгули за виновен за кривичното дело насилство. Адвокатот на Абгули вели ќе се жала до апелација, бидејќи неговиот клиент не нападнал деца, туку пробал да ги раздвои, а за тоа имало и сведоци. Не само што немало насилство од страна на обвинетиот, туку не ги сторил тие действија кои што му се ставаа на товар, се случува еден немил настан помеѓу децата на двете екипи. Фудбалскиот клуб Шкупи и фудбалскиот клуб Брегалница. Но тие немили настани не ги инволвираат родителите на двата клуба. Туку родителите на двата клуба се обидуваат да ги спречат тие немили настани кои што се случуваат помеѓу децата и фудбалерите на двете екипи. Според обвинението, таткото на играчот од Шкупи во 89-та минута влетал на теренот, откако судијата поради фаул на неговиот син му доделил втор жолт картон. Незадоволен од одлуката, прво синот со тупаници удар со нога се обидел да се пресмета со еден од фудбалерите на Брегалница, а тогаш на теренот влетал и неговиот татко, кој со тупаници и клоци нападнал двајца малолетни фудбалери на Брегалница кои завршија со повреди. Адвокатот на Абгули апелираше до ФФМ за поголемо обезбедување дури траат надпреварите, особено кога играат малолетни деца. Но и покрај овој настан, кој се случи кон крајот на август, следе уште неколку каде се сведочеше на насилство и на трибини и на терен. Последниот е од вчера, кога играчи на фудбалскиот клуб Аеродром биле претепани од играчи на фудбалскиот клуб Беса на надпревар кој се играл во село Слупчане. На 26 октомври во 18:30 часот полициски службеници од СВР Куманово ги лишаа од слобода ОД 32 години и ЕА 18 години, двајцата од Куманово, играчи на фудбалскиот клуб Беса од село Слупчане, општина Липково, затоа што на фудбалски надпревар во село Слупчане физички нападнали играчи од гостинскиот клуб Аеродром од Скопје. СВР Куманово презема мерки за откривање на сите инволвирани и за целосно расчистување на случајот, пошто против лицата ќе бидат поднесени соодветни пријави, информира од МВР. Тамара Дичевска, Сител телевизија.